Подпланинскиот масив кај Марковата река, во средината на манастирскиот комплекс и во близината на други постари сакрални споменици, Марковиот манастир се издига во форма на впишан крст со купола и калота, што во Македонија, уште од крајот на 13 век, е вообичаен и омилен систем на архитектонско конципирање. Само во пластиката од камен и во профилирањето на венците се чувствува дискретно романично влијание, што е мощна индикативна појава. Во околината на Скопје се среќаваат источните, а сега првпат поодредено и западните градителски традиции, што навлегуваат од морскиот брег меѓу Дубровник и Драч, заедно со интензивните трговски врски. Декоративниот украс на фасадите, особено обликувањето на куполата и источната олтарска страна, останува во духот на најдобрите домашни традиции. Се воспоставува ефектна полихромна игра на декоративната пластика, не само низ орнаментални плохи од тули, камен и малтер, туку и со боењето на материјалот и формирањето колони и венци од тули на тамбурот од куполата и под него. По Маричката битка, непосредно по трагедијата на Волкашин и Углеша, Марко ги отпочнува подготовките за подигање и украсување на црквата Свети Димитрија, посветена на солунскиот патрон и веројатно наменета за мавзолеј на неговата породица. Во тие времиња кои што светогорскиот монах Исаија ги опишува како страшни, како времиња кога живите им завидуваа на мртвите, Марко веројатно се уште не беше турски вазал. Тогаш, во својот мавзолеј, тој реши да ги наслика основните композиции кои што представуваа одјек на трагичноста на неговото време. Како сликари што ќе ја декорираат црквата, тој ги повика водечките охридски зографи, ученици на мајсторот Јован Теоријан, а својата молба ја упати до охридскиот поглавар, архиепископот Григори II, пријател на неговиот татко Волкашин и еден од инспираторите на Маричката битка. Изненадува фактот што во тие потресни години Марко отпочнува монументална градба, потврдувајќи уште еднаш дека времињата на турската окупација се уште не беа блиску до централните краишта на Македонија, дека турскиот продор се уште се сметаше како една привремена појава, а почетокот на Марковата управа, на неговото кралевство, се сметаше дека ќе трае долго и дека ќе биде едно време што ќе донесе повеќе среќа и утеха по годините на Маричката катастрофа. Кај источниот влез на храмот, над црквените двери е представен патронот Свети Димитрија, со сите атрибути на современ витез што пошол во света војна. Дали треба да предпоставиме дека овој воин што јазди на шарец и држи боздоган во раката, е ликовно вообличен на ист начин како што Марко го представува епската поезија. Ако не постојат објаснувања за популарноста на овој јунак во средновековниот еп поради непостојање историски вести, тогаш новите ликовни откритија, како да ја одгатнуваат енигмата за младиот крал, кој станал заштитник на обесправените и на потиснатите.
За Марко, најголемиот јунак на јужнословенската епска поезија, автентичните историски извори зборуваат сосема малку, но затоа живописот на неговиот храм не воведува во годините на неговото владеење. Марковиот портрет неодамна е откриен на јужниот влез од црквата и тој лик има многу карактеристични белези. Во десната рака, кралот држи голем рог на изобилството, истакнувајќи со тоа дека е тој всушност нов Давид според стиховите на старозаветните псалми, што се однесуваат на месијанската поддршка на новиот владетел. Така всушност, Давид стана праобраз и архетип, символ на храброста што го отвора Марковото владеење. Со сличен дух се проникнати и фигурите од долгата низа на првата зона, каде што се наоѓа небескиот двор, единствена композиција во византиската иконографија. Представени се Христос, Богородица и Давид во царски облеки, а околу нив се движат велможите на небескиот двор, предводени од Свети Ѓоргија. Меѓу нив се наоѓале и портретите на Марко и Волкашин, за жал сега уништени. Светите воини се движат без оружје и без панцирни кошули, но во свечени дворски одежди и со жезла во рацете. Тие укажуваат дека битките се завршени, а оружјата фрлени, и дека настапил мир без војни. Небескиот двор е замислен како земниот двор на Марко со неговата феудална свита од властелини, велможи и бољари што го окружувале. Нивните одежди и жезла се автентични, насликани според дворскиот церемонијал, како што е насликана и поворката на фигурите. Во склад со декоративните принципи на палеологовската ренесанса, живописот во Марковиот манастир е прегледен, јасен и рационален. По обичај во куполата се појавува Христос Седржител, потоа пророците што го навестиле во тамбурот на куполата, евангелистите во пантантифите, големите празници во сводните површини во највисокиот дел на црквата, потоа исцеленијата, чудата и страдањата Христови. Меѓутоа, во западниот дел, бидејќи црквата е посветена на Свети Димитри, се наоѓа неговиот циклус, како и циклусот на популарниот светител од тоа време, покровител на бедните и на поморците Свети Никола. Во исто време, меѓутоа, бидејќи станува збор за еден период на литургиски афинитети, во црквата се наоѓаат некои циклуси кои што прв пат, а може би и последен, бар према досегашните сознанија, се јавуваат само во овој споменик. Имено, во задниот дел се наоѓа величанствената појава на Христос Мудрос или Логос, кон кого што се движат големите поворки што сакаат да се снабдеват со мудроста, а потоа во олтарскиот простор божанствената литургија, во централниот простор поворки на свети војници без вооружување. Тоа се специфики за времето и на времето, карактеристични за Марковиот живот и префигурации за неговото владење. Но тие детали, верувам дека окото на камерата попрецизно ќе ги регистрира.
Од неодамна знаеме дека првиот зограф на Марковиот манастир, предводникот на сликарската работилница, своите сликарски знаења ги издобил кај зографот Јован Теоријан, најголемиот охридски мајстор во средината на 14 век. Подоцна, тој изградил собствен ликовен јазик, ги заокружил своите естетски погледи и создал синтетичен живопис. Марковата декорација покажува дека бил книжевно и богословски образован, бидејќи ја заокружил идејната концепција на сликите без споредба меѓу другите негови современици. Точно големите празници покажуваат дека ние имаме пред себе живопис со форми сведени до геометризам, но во исто време проникнати со извонредно силен емотивен набој. Ликовите во вознесението се изведени во необична хармонија на бојата и на цртежот, со густ намаз на бојата која има во исто време колористичко и формално значење. Фигурите се монументални, јадри, свесни за својата моќ и сосема внесени во екстатичната сцена. Во Христовото раѓање, кон Богородица и Христа јаздат на коњи поклониците од исток, кои се насликани во смели профили и скратувања, какви што во византиската уметност порано не се видени. Врз стрмните скали и стени на Христовото преображение и крштевање, од височината се спуштаат силни млазеви светлина, што го преобразуваат просторот и водните површини. Светлината, како да ја презема улогата на основен композиционен фактор и во представите на Лазаревото воскресение, влегувањето во Ерусалим и мироносците на Христовиот гроб. Драпериите се често еднобојни и опфатени од светлосен извор, чија појдобна точка не можеме да ја пронајдеме. Ликовите во овие сцени како да учествуваат во некоја екстатична процесија, што ги понесува со магична моќ. Тоа е всушност моќта на зографот. Исти е случајот и во сцените на Христовите исцеленија, човекот со сува рака, умоболната жена и други. Дали е тоа светлината за која кон средината на 14 век пишуваа и проповедаа најголемите филозофи и богослови во Византија и во Македонија, начело со Григорий Палама, основачот на исихастичкото учење, не можеме со сигурност да кажеме. Познато е дека ова учење предизвика и широка реакција, на чија чело стоеше умерениот рационалист Григорија Акиндин, инаку македонец од Прилеп. Познато е дека рационалистите беа поразени, а Византија остана за секогаш надвор од сферата на западниот рационализам. Илустриран е и календарот, со тоа што секој ден од месецот е претворен во уметничка представа, фигура или композиција поставена во венец со цвеќиња. Да ги споменем исто така и мощне ретките представи на божествената литургија во олтарот и фигурите на демоните, представени како мајмуни на источните столбови од црквата.
Првиот сликар на Марковиот манастир е автор и на колежот на Витлеемските деца, каде што основна композиција е плачот на мајката Рахела над искланите деца, а е подигнат до висина на ликовна метафора. Ингениозен во третманот на фигурите и композициите, овој мајстор воспоставува сооднос на елипси, кругови и криви линии, формирајќи темни и светли површини и полуосветлени делови на композицијата. Сликаната архитектура во заднината ја губи поранешната улога на реална представа и таа е сосема подложена на уметниковата концепција. Тоа се случува и со пејзажот, кој станува имагинарен и пресоздаден преку една нова реалност. Но сепак, овој мајстор никогаш не ја преминува границата што води во сфера на апстрактно конципирање и самоуништување, како што тоа го прави неговиот современик Теофан Грк во Русија. Заедно со првата група мајстори, во Марковиот манастир настапува уште една работилница со поинаква ликовна концепција. Сликарот на Богородичиниот акатист не е благороден во колористичките односи. Неговите фигури се цврсто моделирани, кратки, без артифицијалност. Тие се проникнати со монашките сваќања на манастирските центри, изолирани и оптоварани со презир кон световната власт и кон физичката убавина. Еден од тие мајстори што сликаат фигури со кадрави бради и коси, со големи носеви и мали очи и со сложена конфигурација на лицето, покрај целата своја дескриптивност создава сугестивни, самоуверени личности со внатрешен живот фиксиран врз физиономијата. Се смета дека овој монашки идеал бил негуван во Скопскиот регион, во долината на Треска и во блиските споменици кон Лесново. Во декорацијата на Марковиот споменик ќе спомнеме само неколку специфични решенија, непознати во уметноста што и претходи на овој живопис. На западната калота, околу Христос, Слово и мудрост, во концентрични кругови се насликани хорови на избраните што треба да ја примат мудроста. Тие се конципирани на начин што подсетува на круговите од постариот современик Данте во неговата божествена комедија. Но меѓу нив нема отфрлени и осудени, нема пеколни маки и казнувања. Сликарот ги одбегнува сцените на одмаздата, страшниот суд и особено него представува адот, бидејќи верува во можноста за измирување и спас на сите луѓе. Овој хуманистички бран добива широка поддршка кон средината на 14-тиот век, со одзиви не само во литературата, туку и во ликовната уметност.
Во завршните сцени од животот на Свети Никола, неговото оплакување и погреб, како и на двете последни композиции од Акатистот, е насликана вистинска ревија од пеачи, псалти, луѓе што носат свеќи и икони, деца, граѓани и монаси во раскошни носии. Низ нив ние добиваме најавтентична визуелна представа за изгледот на граѓанско-властелинските кругови и на црковните високодостојници блиски на дворската средина. Во олтарот, меѓу најугледните црковни отци што служат литургија, е насликан ликот на Климент Охридски, заштитникот на Охридската архиепископија. Неговата појава е мошне значајна заради поддршката што Охридската црква му ја даваше на кралот Марко во одбрана на неговиот државнички и династички легитимитет. Така всушност, сликарскиот украс на Марковиот манастир се покажува како сложен ликовен ансамбл во кој се овоплотени не само естетичките, туку и социјалните и литургиските идеи од втората половина на 14. век. Сликарот на горните зони во Марковиот манастир спаѓа меѓу водечките протагонисти на последниот творечки подем во византијската уметност. Заедно со сликарот на пештерните цркви во Иваново, тој ги постави основите на византискиот експресионизам, напуштајќи ги класицистичките идеали и барајќи ја нивната негација. Таа е немирна, бурна и екстатична уметност на силни чувства и страсти, како што беше и самото време исполнето со противречности, потреси, општествени и религиозни судири. Овој правец, негуван од охридскиот уметник што работеше за кралот Марко во Марковиот манастир, го остави последниот ликовен споменик на високиот стил во Македонија. Негов современик во тие години беше само уште Јован Зограф од Прилепскиот крај, што ја украси малата црква на Марковиот брат Андреа, позната под името Андреаш во долината на Треска кај Скопје. Едниот опфатен со немир на создавањето на екстатични фигури, другиот влюбен во класичните форми, како два антипода, анонимот од Марковиот манастир и Јован Зограф, го затвораат големото поглавје на македонската уметност од 14. век. Неколку години подоцна, со смртта на Марко, ќе згасне и последната надеж за државност на домашните господари, а османлиската управа ќе воспостави непосредна власт во Македонија. Последните големи зографи тогаш ќе појдат на север, во Србија, Романија и во Русија, барајки богати и образовани мецени за својата уметност.